Дали знаете дека повеќе од 700 години Крале Марко е заедничка легенда, историја, слава, епи, поезија на балканските народи, вклучително и македонците. Марковата држава и Охридската архиепископија се сметале за единствена моќ која преку православниот свет се ширела на овие простори, од Влашко до Солун, од Цариград до Јадран. Таа династија ги опфаќа делата на Волкашин со сите своји синови и ќерки, што од млади кнезови станале принцези и кралеви. Така е запишано не сите манастири и цркви, чии ктитори биле од тоа кралско семејство. Синот Марко, Андреја, Иванеш и Димитрија Митраш, сестрите Оливера, Дева, сите чеда на Волкашин и кралицата Евросима, како и Елена. Славен е и Прилеп како царска престолнина и како седиште на тврдините царски, а царски Маркови тврдини имале по сите македонски градови: Битола, Преспа, Охрид, Церес, Лариса, Солун, Струмица, Скопје, па се до Цариград. Во 1371 година кралот Волкашин, брат му Углеша и целиот ред свети воини, сликани по фреските, загинале во битката кај реката Марица со османлиите. На помош не им притекнал ниту еден од православните соседи, затоа и крале Марко доцна стигнал на Косово поле. Се рамнеле стари сметки од балканските династии. Младиот крале Марко, законски престолонаследник на татко му Волкашин и неговите совладетели, мајка му и браќата, се овековечени во Марковиот манастир крај Скопје и манастирот под Маркови кули во Прилеп. Тоа е лик на фреска на цар кој зрачи со вера и енергија, достоен владетел и заштитник на народот. Над влезната врата на манастирот стои надписот: Јас, кралот Марко, го создадов и испишав овој Божи храм. Таа заштита на Македонското царство лебди над ликот, круната и писмото, со рогови во раце како символ на силната православна македонска династија во налет пред турското освојување. Го чува народот и ја чува Македонија. 25 години со своето владење кралот Марко и браќата оставија прекрасни цркви, манастири, царски двери и тврдини по сите македонски простори. Тоа е историја пишувана со фрески и македонско црковно писмо, 1000 години употребувано во целиот православен свет. Градбите од тогаш постојат уште со целиот сјај на фрескописот и иконостасите. Така си заслужи место во епот и митот Јунакот над јунаците. Парите со ликот на крали Марко биле во оптек на секаде на Балканот, како и парите од Евросима и младиот крал Андреја, ковани во Марковата ковачница во Охрид. Сите Волкашинови наследници имале самостоен статус и богатство, да градат и живеат раскошно и во благосостојба заедно со својот народ. Сите со години подигале од среброто во Дубровник, што го имал депонирано Волкашин. Крале Марко на коњ со боздоганот в раце, штитот и копјето, исте како сите војни од тоа време кралеви на овие простори.